Професорке, 79% од родителите сметаат дека ќотекот е излезен од рајот. Психолошки гледано, зошто родителот го одбира ќотекот како наједноставно средство за, да речеме, мир во куќа? Зошто е тоа? Па, јас не сум сигурна дека е тоа сосема така, затоа што мое мислење и од некои истражувања пак од наша страна, од факултетот, е дека превладува можеби попустливото однесување на родителите и дури презаштитничкото однесување, хеликоптер родители што облетуваат околу децата постојано и се постојано во училишта и се преголема контрола на своите деца. Но сепак мислам дека ова што беше кажано и во прилогот, зошто некои родители го користат за средството, нели, физички да се справат со своите деца и недисциплинираното, да речем, однесување на детето. Најверојатно тоа е најлесниот начин, најверојатно затоа што самиот живот е напорен, тежок, заработката, сите проблеми што ги има во текот на денот и така прават да најлесно се истори на детето. Значи не секогаш и најчесто детето не е виновно кога јаде ќотек, нели што се вели, туку е причината вознемиреноста на родителот од некоја друга причина, па ова му е полесно да го направи за да се справи, да речеме, со одредено однесување на детето. Што значи дека родителството е една тешка задача која бара трпение. Родителството, најосновна задача на родителството е да дава љубов на детето, да му покажува љубов, а љубовта се покажува преку посветување на внимание, преку разговарање со детето, споделување на проблеми во училишта или настани или убави работи, било што се случувало во денот. Значи да детето почувствува дека е сакано и прифатено од една страна, но од друга страна поставување на граници, на контрола на одредено однесување кое што, да речеме, не е функционално или е на некој начин лошо однесување кое може да има последици. Токму тоа, традиционалното воспитување и воспитувањето во модерното општество, кога нели најчесто има примери кога на децата им се даваат телефоните буквално, земи не ме замарај. Традиционалниот дел не мора да значи секогаш, нели, физички удар, може да биде и викање. Меѓутоа, има ли начин на правилно родителствување? Па формула сосема нема на правилно родителствување, но сепак ова што го кажав, функцијата на родителот е да оформи индивидуа, да оформи возрасен човек, нели, понатака, кој што правилно и добро ќе функционира во општеството, ќе биде корисен за општеството, но и добро самиот ќе се чувствува во општеството. Што значи дека односот на родителот кон детето, практично детето само го интернализира во себе како однос кон себе. Тоа се вика надворешен и внатрешен родител. Така што тој внатрешен родител создава понатака во животот како возрастен, ја создава, да речеме, само довербата на детето кон себе ако било сакано или почитувано од родителот, или ниската самодоверба ако не било почитувано од родителот, ако било постојано критикувано, може да развие само дисциплина доколку родителот бил строг и да си биде сам кон себе строг како возрасен, но може да не се почитува ако родителот не го почитувал, не покажувал љубов, а поставувал само граници. Значи, многу е едноставно да се каже, но тешко да се изведе. А тоа е
од една страна љубов, внимание, разговор со детето, посветеност, но од друга страна јасно поставени граници за детето интернализира во себе одредени норми и правила кои што понатака него ќе му го олеснат животот во општеството. Значи на самото дете како возрастен, тоа е смислата на родителството. Целта. Од дете до возрастен човек има неколку фази. Меѓутоа, која е она клучната која што потоа ќе придонесе за една личност да биде остварена? Не мора тоа да значи нели да биде неуспешната личност во некое поле, туку да биде активен чинител на едно општество, каде што ќе придонесува за целата заедница. Кои се клучните фази? Па клучната фаза е таа... Најраната возраст, можеби адолесценција. Адолесценција, сепак адолесценција, бидејќи значи 14-15 години каде што детето велиме нели создава на патот кон идентитетот, односно се случува процес на индивидуација, се одделува од семејството. Во детството неговиот социјален свет го сочинува најмногу семејството, на родителите и браќа и сестри ако има, но понатака се случува индивидуација, односно одделување во пубертетот, одделување од семејството и потреба да стане свој човек, нели своја индивидуа. Сега каде тука родителите како да се однесуваат за да детето стане, што велите, добра индивидуа и корисна и за општеството, но добра и за себе, а тоа е да му дозволи да биде она што е. Значи, да му дозволи автономија, да му покаже дека е сакано, почитувано, да му ја развива самодовербата на детето, но и исто така да му помага, да речеме, во пронаоѓање на тој пат на барање на себе си, но не премногу и не со преголема наметливост на детето. Сепак, детето има предност во наоѓање на себе, а родителот е на некој начин повеќе надворешен контролор за однесувањето, да речеме, да не се создаде одреден негативен начин на однесување или прифаќање на некој модел кој што не е прифатен, да речеме, нели во општеството како добар. Така, во кои ситуации е допустливо детето да се однесува надвор од рамките? Кога зборувам надвор од рамките, не мислам на девијантно или агресивно однесување, туку да биде надвор од рамките на нормалата која што ние како норма сме ја прифатиле. Често нели има случаеви кога додека растат децата, имаме различни групи на луѓе, односно различни групи на деца кои што на едното му велат нели вечерва си до 11, на другото му велат ти си вечерва до 1 часот. Има ли некоја клучен дел, односно кога е тоа допустливо или не е? Да се поставуваат граници, па сигурно дека до 18 години, до полнолетството, нели тогаш, до тогаш да речеме и законски на некој начин родителот е одговорен за своето дете, старател за своето дете, така што до тогаш би требало, како да кажеме, да поставува одредени барања и начини на однесување. Меѓутоа, сепак треба и да, како што реков, да се остави детето да се развива, да го развива својот карактер, она што е, затоа што само тогаш ќе се пронеде и ќе биде среќен во животот, ќе се одбере, да речеме, еден дел од идентитетот е изборот на професијата, ќе пронајде професијата која што му одговара, нели, и тоа се случаеви. И така. И тоа се случаеви не само во македонското општество, насекаде во светот, кога родителот ја дава насоката за тоа како едно дете и што треба да студира. Може да сугерира родителот, но тоа не значи дека треба апсолутно да биде последен неговиот збор, туку треба да е во договор заедно со своето дете, нели, дали тоа навистина го сака и ќе го исполни во животот таа професија. Друго што ме прашавте, значи за негативно, за однесување, негативно однесување. Не, колку е дозволиво детето да излегува надвор од рамките? Кога родителот тоа треба да го дозволи?
не зборувам за гранична возраст. Еве и од најмали, од најрани години. Има родители кои што не треба доследно да се држи до правилата што ги поставува родителот на своето дете. Значи, доследноста е многу важна карактеристика на родителството. Тоа значи дека секогаш, ако е нешто договорено, треба детето да го слуша, доколку не го слуша, да се договорат која ќе биде последицата и така. Зборувам за креативен дел. Кога, еве, има родители на кои што, и јас познавам родители на кои што им пречи, кога нивното дете дома шара по зидови, нели, со креди, со бои, а што ако таквото дете, всушност, уметноста тлее во него и тоа треба да излезе? Па нормално дека е тоа најкреативна возраст, точно во право сте, најкреативната возраст на детето е до 5 годишна возраст. Потоа нели влегуваат во шема во училиште со часови, со предмети така. Најкреативната возраст е до 5 години и треба точно да се дозволи да изразат таа креативност. Па сега нека шараат по зидови, нека не знам ќе се снаоѓаат родителите. Јас мислам дека тука не треба, доколку не е тоа штетно за самото дете, доколку нема негативни последици за самото дете, тогаш тие креативни пориви, наречеме, што ги имаат децата, може слободно да им се дозволат, или пак еве, ако се толку педантни родителите, може да им дадат листови со боички и така, па кога ќе посакаат да цртаат на тоа место, а не на тоа каде што трпението е пред се. Да, каде што им е најлесно над зидот. Има повеќе теории. Некои теории велат дека треба да се кажува не на детето и тоа е бихевиористичка теорија. На тој начин детето ќе знае дека, не ќе знае толку, ќе го научи, едноставно ќе научи дека тоа не смее да го прави, меѓутоа тоа се смета дека е намалува интелигенцијата бидејќи љубопитноста и креативноста е намалува со не. А пак ако му се дозволуваат работи, тоа е според друга теорија, за да се развива креативноста, љубопитноста, интелигенцијата, треба да се дозволуваат оние пориви што ги има детето во вид на креативност. Меѓутоа, може тоа да е опасно, може да сакат да се качат негде, да направат некоја, не знам, опасна екзибиција, така што, значи, треба некоја средина да се најде, да се обезбедат услови, да се тргнат оние работи кои што се опасни за децата, кои што може да ги повредат, а да му се обезбедат услови да изрази креативноста. Значи, тоа е најдобар начин. Девијантното однесување, фрустрацијата, агресијата. Тоа е најчесто последица на што? Најчесто е последица на моделот што го имаат децата за такво однесување. Значи, најчесто неговата средина, најверојатно родителите на таков начин функционираат дома. То се одразува повеќе, на некој агресивен начин со кој што ги добиваат, нели, своите цели за кои што се борат, нели, на агресивен начин. Тоа го учат децата како модел најчесто, но исто така и од врсниците. Зависи и од културолошката средина во која живеат или населба и така, нели, дали е, како да речам, прифатлив начин, нормален начин, ти со агресија да дојдеш до одредена цел или по друг пат. Значи, најчесто причина за агресивно однесување е моделот, но може да биде и темпераментот на самото дете. Знаете, ние фрламе дрва и камења по родителите, но сепак може да кажеме и дека самото дете и децата се различни, да. Темпераментот може да се насочи. Енергијата може да биде насочена, ако се согласите, може да биде насочена на различни други области, други хобија, навики. Сигурно. Колку, бидејќи сме при самиот крај на ова интервју, колку образованието е клучно за развитокот на едно дете? Дали е пресудно пред се? Пресудно е. Сигурно дека е пресудно, инаку не би постоело. Пресудно е. И формалното и неформалното? Па да. И формалното и неформалното. Формалното
посебно затоа што практично ја развива интелигенцијата. Го развива и социјалното учење кај детето. Значи, модели има од наставници, од ученици, од она што го чита во книги, му развива ставови кон одредени работи, развива вредности. Значи, сето тоа што го учи, практично му создава поглед на свет на детето за работите што ги учи. Тоа е целта на образованието. Целта на образованието е воспитание. Затоа се вика воспитно образование или образовно воспитен процес. Преку тоа што го учи, ако го учи како што треба, да создаде одреден однос кон работите околу него, свесно и за него самиот. Така што клучен процес е и плюс ја развива и ја влече, да речеме, според Виготски, еден познат психолог, интелигенцијата напред, затоа што образованието би требало да е на малку повисоко ниво од она когнитивно ниво на кое што се децата во одредено оделение на одредена возраст. И со самото тоа што вложуваат повеќе труд, учат повеќе информации, така и ја развиваат интелигенцијата. Значи, неопходно е формалното образование, а неформалното, тоа е многу модерно, нели, сите родители сакаат да ги пратат своите деца не знам, нели, на јазици, на музичко, на спортови и така. И тоа е добро затоа што во современото време во кое што нивните деца ќе бидат возрастни, значи тоа е тежината практично на родителството, треба да го воспита детето да живее во време кое што ќе биде после 10, 15, 20 години кога ќе биде тоа дете возрастно. Тоа е, затоа е најтешко родителството. Така што сега знаеме дека одиме во таков свет каде што е развиена технологијата, јазици се потребни, информатика, методологија, знаење и така. Не е лошо и тоа неформално образование, но да не биде префорсирано. Сепак децата се деца, треба да си имаат детство, треба да си играат, да развиваат креативноста, како што рековте. И така. Професорке, јас ке ви се заблагодарам што одвоивте време да гостувате во студио 1 на оваа чувствителна тема и важна, нели, за секого. Суштествена. За животот на секој човек, затоа што има една книга со наслов преубав, домот е таму од каде што почнуваме. Значи, домот е... Пред да ви кажеме чао, ке ви подарим една книга од нашата драга Санта Аргирова. Ова е нејзиното последно дело, Времето на Перонов. И ова е сега пракса на Студио 1. Сакаме ова да биде сеќавање за вашето гостување овде и секако се надеваме дека повторно ќе биде. Благодарам многу и ви пожелувам успех на оваа телевизија, затоа што почнала сосема добро и да продолжи така. Ви благодарам. По кратката пауза